Hello. Уште една здраво на сите, ќе дадеме време од 3 минути плюс да ги почекаме останатите кои што се пријавија, за да може да учествуваат на оваа инфа сесија пред да започнеме. We'll need 3 minutes more. Thank you.
Добар ден на сите. Ќе започнеме со нашата инфосесија која што ја планиравме за отворениот повик Rise Journey, кој што трае до 27 септември 2020 година и е отворен за млади предприемачи до 35 години. Токму за овој повик сакаме да ги кажеме повеќе детали за малку програмата, малку информации да ви дадеме околу самата апликацијски форма и нормално да одговориме на прашањата токму кои што вас ви интересираат. Би ве замолила пред се малку околу неколку технички информации. Сега ќе направиме презентацијата во следните 30 минути, а потоа ќе оставиме дел за прашања и одговори. За кога имате прашање, ве молиме да ја користите опцијата Raise Hand или пак доколку сакате истото прашање може да го копирате во опцијата Chat и со тоа ние да одговориме. Меѓутоа, доколку сакате повеќе или нешто да ни дадете некаква информација или да искоментирате, секако ве охрабруваме тоа да го направите преку опцијата Raise Hand и кога ќе дојде вашиот ред да одговориме на прашањето. Исто така ве замолуваме прво ние да презентираме, а потоа вие да ги поставувате прашањата, бидејќи во тој случај би го искористиле поправилно времето, односно бивало време за сите за оваа инфосесија. Би сакала да се представам, јас сум Ивона Крстевска, работам како програмски менаџер за одржив развој во Арно и исто така сум еден од програмските менаџери на проектот Rise, кој што ќе ви го опишеме малку подоцна. Ова мојата колешка, која исто така се гледа на камерата, која што сега ви мавта, е Ирина Јаневска. Ирина ќе се представи и самата, да се каже повеќе околу себе. И тука имаме госпогата Ардита Бонати, која што доаѓа од канцеларијата за млади, за младинска соработка, која што се наоѓа во Тирана, односно така популарната Рико канцеларија во Тирана, која што ќе ви каже токму зошто баш Рико го поддржува оваа иницијатива, оваа програма и зошто ви препорачуваме, доколку сте заинтересирани, имате идеја за отварање на социјален зелен бизнис, исто така како може да аплицирате. Пред се ќе започнеме со опцијата. Нормално, доколку имате прашање, опцијата останува отворена. Останува отворена опцијата да ги поставите и на сред презентација, иако ве замолуваме тоа да го направите подоцна, меѓутоа доколку имате некое прашање, секако дека може да го направите тоа. Пред се би сакала со вас да ја отвориме нашата презентација. Инаку, како што знаете, како што веќе сте известени, оваа инфосесија се стримува во живо на Facebook и може да ја видите на фактички Facebook страницата на Арно, а исто така да можете да ги поставувате и тие прашања, сепак ве советуваме директно на Zoom линкот. Добро, Арно е Сдружение за социјални информации, за социјални иновации и представува локален инкубатор токму во оваа програма, Rise програмата, односно ќе ги имплементира активностите од Rise програмата на ниво на нашата земја, односно во Северна Македонија. Арно постои од 2013 година и има пред се цел да го промовира социјалното предприемништво и како една од целните групи со која што работи се млади. Ирина, да те поканам доколку имаш уште нешто да сподели со Арно, тоа да го направиш сега. Јас сакам уште на почеток да им се заблагодарам на сите за присуството. Се надевам дека и луѓето кои што најавија дека ќе доцнат ќе ни се придружат во секој момент. Благодариме за интересот. Да, Ивона убаво ја долови приказната на Арно. Ние настанавме со една голема мисија да носиме социјални иновации со цел да иновираме и да одговориме на проблемите и предизвиците кои што ги имаме во нашето општество. А една од нашите најомилени алатки и
стратешка област во која што посветуваме најмногу време е токму социјалното претприемништво и секако зеленото претприемништво, кое сметаме дека е еден вид на повисока октава на социјалното претприемништво. Така да, доколку и само имате идеја за почнување на социјално или зелено предпријатие, вие сте на правото место. А се надеваме дека и со правите луѓе, затоа што за овој повик ви треба да работите во тимови, нешто за што ќе зборуваме малку подоцна за кога ќе разговараме за апликациите и техничкиот дел. Мислам дека е тоа од мене. Можеби сега е најдобро да ја поканиме нашата програмска менаџерка, госпоѓата Ардита Бонате, која што ни доаѓа од канцеларијата на Рајко во Тирана. Ardita, are you here? Ardita, ќе замолиме? Ask to unmute. Ardita? Sorry, I was on mute. Hello, everyone. Ардита, can you, just a second, can you please, би сакала сите да ве прашам доколку дали сите разбирате англиски јазик и дали некој се соочува со проблеми да не разбира англиски јазик? Ве можете опцијата raise hand. Не се срамете, дечки, значи доколку имаме проблеми, ќе најдеме начин сите јазици да ги решиме. English is perfect. Perfect. Супер. Thank you so much. Пред да почне Ивона и Ардита, само да најавиме дека предвидено презентацијата доди на македонски јазик, за тие што им треба сумирање на податоците, односно на сите информации на крајот оваа сесија, ќе да ми на англиски во случај да не е нешто разбрано. Да. Ardita, we apologize. You can continue. Yes. I just close a little bit now because I have to talk in English. Okay, Anisa, or I leave the phone open for you for translate later. Falinde. Hi, everyone. I'm Ardita Bonate. I'm project manager. I work for RAICO, which is maybe some of you know. It's a regional youth cooperation organization. It's a very important organization set up 4 years ago with an agreement of 6 governments of Western Balkan country, and of course with approach and support of European Union. Thank you so much for inviting me today. Arno, we start collaboration with Arno as RAICO long time ago, so we are very proud to have them in our RISE project because they have a large and very well-known name when it comes to youth and to social enterprise. And they're working a lot of this field with youth and social business and social enterprise. They are leading in the country the green competition for green ideas. And they are having a lot of youth impact and social impact. So we are very, very honored and happy to have Arno in our team in order to implement this very nice project, which you will heard more for my presentation, but in more details when Ivona is doing her presentation regarding the technical and call for application and the other details of this project. Please let me know anytime if you have some question. You can interrupt me, just write on the chat. We're trying, thank you so much for translating as well, because I don't know Macedonian. My primary language is Albanian and Italian, and I know English as well, a little bit French. So thank you so much for supporting with translator. I just start now with my presentation. Yes, just a second. Can we go to the next page, Ivona? Yes, of course. Now, yes. This is, but it's, okay, can I share my screen? Because it's... Yes, I will give you an option for you to share your screen. Yes, thank you so much. Yep. If it's easier for you, please do. It will be just a second.
Okay, anyone can see it or not yet? Yes? Yes, We can see, we yes. can see. Okay, so I just started. I'm trying to be concentrated and not to take so much time. RISE project, it's a project which it's composed, it has been, let's say, board, ideated, developed and implemented by a consortium, which the logos of each member of consortium you can see on that page, the first page actually, which are RICO, Group SOSPools from France, CYYN, which maybe many of you know because it's the NGOs international, located in Bosnia-Herzegovina, which has been very active in youth issues as well. Institute France, OFAGE, and those are the main actors. So what is RISE standing and what is aims to reach RISE? RISE, it's a regional incubator for social entrepreneurs, young social entrepreneurs, which it means aims to enrich regional ecosystem in Western Balkan countries, 6 Western Balkan countries, and support the young people to develop their social innovative ideas regarding social issues, environment, health, in order to turn these innovative ideas, energized ideas into solution and to contribute for their community to reconciliation, cooperation, mobility, and the most important thing, with social impact their ideas will have in their community. What is the vision and goal of RISE? A little bit. It's as a regional incubator for social entrepreneur, the members of the consortium, together with the 6 local structures that we choose to be part of this project, we strongly believe that the youth on the Western Balkan country are very talented, full of energies, full of innovative ideas, eager to achieve them. And that's why we decided and we will support the ideas, social ideas, in order to make the region a better place, a gooder place. Social entrepreneurship is, many of you maybe know, it's a great tool to empower the change makers and to bring them in the action. So that's why we decided to support this project, to support all the youth. And of course, it will also help the reconciliation efforts in the region through youth mobility, which is one of the the important object of this project as well. Our goal is to support the young project leaders to develop their important initiative idea, the innovating idea, the energizing idea, in order that they are identified, that they facing on their region, community, where they live, then when they work, when they have these exchanges, and to enrich, to try to support them, to develop them, try to build them a social business or social business idea, in order to have a big impact on their regional ecosystem or their community. Do I go so fast? Is it okay? Is it clear? It's clear. If you have any question till that, just interrupt me. If it's something not okay, thank you. What are the RISE objectives? The main objective, and after 2 specific objectives. As I mentioned before, of course, is a project. It's open new space for reconciliation, the youth on the Western Balkan country through social entrepreneurship, because we'll explain and we know that it's a social entrepreneurship. It's an empowered tool to have impact on the ecosystem. The first specific objective is to enrich the capacity of social entrepreneurship ecosystem in Balkan region. That's why we've been choose 6 local structures. One of those is Arno, which I said we're very proud to have them, in order to implement successfully this project in each country and in all the region, to go together in line, together in harmony. We try to support Arno and to be there with training and with modules and with
journey, RISE journey, which Ivona will explain later better to you in details. So like Arno, we have other 5 local incubators in each country in order to implement the successfully project. Because if you may know, the NGOs and local incubator are, they have the best knowledges because they're working a lot. Like Arno is working a lot with youth and the social enterprise. We're trying to get for each country the same, let's say the sisters of Arno in order to successfully implement this project. The second objective is linked to the nature of the project, of course. It's to encourage reconciliation through social entrepreneurship. And the best way to do it, starting from our side, starting from you as well, which could, the youth on the region. And of course, I hope and that most of you will apply on this project, is to raise awareness for social entrepreneurship in Western Balkan society as a key element to develop and to support the youth initiative. Why is that? Because if we may know, probably in the Western Balkan country, we need more awareness. Because actually social entrepreneurship is a new subject, which lately, the last year, it's going more. So we are not on the level like there are some European countries, but we're getting there. So RISE, it's one of the projects which will help us to reach this objective and of course to raise awareness on all the Western Balkan country for social entrepreneurs and for young change makers. How can we translate the RISE objective in numbers? I just put here some numbers. During the RISE implementation, we will have with us, of course, six local incubators implemented together and empower their capacity building on the field of youth and social entrepreneurs. We will develop 54 design thinking workshop and support program, 72 ventures started for more 216 young change makers. Of course, we will have 24 peer learning field trips and exchange ideas, boot camps, events, regional events, and 5 cross-culture events. So this is for all the cycle of project, because project has 2 phases, first phase and second phase. How we think to realize and to achieve all those objectives? Of course, we have to develop and to get support from local incubator, from public sector. The most important key are you young change makers, which will be the main part of this project. Private sector, of course, we have to involve them in order to have support from them as well. CCOs, which is NGO sector, also third public sector, regional ecosystem, and on the top of that, of course, is RISE Consortium, which is monitoring and implementing together the local structure and develop this RISE project. Just a few sentences for maybe for few of you which doesn't have a real clear concept of social entrepreneurship, social enterprise. Social entrepreneurship, as most of you may know, is about to create a sustainability economic activity to meet social and environment needs, rather to maximize profit. So if we're talking for social business and traditional business, there are 2 main differences between that. First of all is traditional business has the main objective to maximize profit. Instead, social business or social enterprise has the main objective to solve a social problem, environment problem, healthy problem, or a need or some problem that already exists in the community or in the region. The second difference between those 2 are traditional business. In the end of the year, the dividend is going and divided between the stakeholders
according to the agreement that they have since they started this business. For example, if I have a traditional business with Irina and Ivona, and the end of the year we have a turnover and a profit, let's say 100,000 euros. Of course, with the action that we bought it and we decided and the agreement, I have 20%, Irina has to take 40%, and the rest is Ivona. And the end of the year, each of us can decide to spend this money on this traditional business, whatever we like. For example, I decided to buy a new house, Irina decided to change her car, and Ivona decided to buy another house in, let's say, United States, I don't know, whatever. So this is instead social business, the dividend that gets through the years, invest on this social business or in another social business that they're thinking to multiply or to open another social business. So this is the main difference. Of course, social enterprise and social business is they contribute a lot to social cohesion, employment, reduction poverty, and inequalities. Why? Because if a traditional business don't take care for employment, the marginalized group, because they wanted high qualified people, a social business most worked with marginalized group. So to solve the social problem, if you may have some, I'm pretty sure that you have different cases in North Macedonia, try to employ those people from marginalized group, for example, disabled people or different, or from Rome or Egyptian community, in order to impact in their life. So is that clear enough, or do you have any question till then? Thank you. It will be. What is the connection between RISE and youth? What is it? Maybe most of you know from now, from what I said. It's very important how we talk youth entrepreneurship, because can usefully work and usefully for them to increase the youth empowerment in region, in West Balkan 6 countries. Of course, it's a lot of workshop and exchange on regional youth cooperation and exchange for them, as I explained before, with different training modules, boot camps, peer-to-peer learning, transfer knowledges in the field of youth social entrepreneurship between countries. It's very important when we meet on this regional meeting that we have, and each of us have their own experience and they can exchange and profit from each other's. For example, for the social business in North Macedonia, they have been very successful for 3 years now, so they can explain us what is the strong arms that they've been successful in the market. And so the other young people from the region can have them as an inspiration case in order to build or to do the same social business in their countries. And of course, peace building and reconciliation, which is the, let's say, main topic in Western Balkan country with the issues that we have before and we've been through before. We're very happy to have our website now, which you all of you can find it, and RISE Welcome Western Balkans.com. This is one of the most, I mean, click pages that we have right now, with all of join member of community, asking questions, clarifying some doubts. So that's why RISE, we believe, of course, strongly with you, joined us to make better society grow in our region. As you may know, most of you, we open our first call for application. I don't go into detail because Ivona will explain everything, but just I want to invite, again, each of you
each organization to be part of this call for application, because we think that you are young, energized people, or you have a team, or you have a group of friends. So you have a positive idea with a social impact. Please come and join us in the RISE journey, which we made this specific tailor-made program. We will develop and help your idea growing through the next month. And support, the program has a lot of trainers and mentors, international experts as well, which will support you. Of course, everything is free. Everything is free of charge. You don't have to pay nothing, just to be part, to join us, and to give your contribution, social contribution in your community. I don't go really deep on that because Ivona will explain in more detail. So, as I told you before, with Rhino, which is part of the project for North Macedonia, we have other local structure. You can see each logo, each names here, which we believe that we implement successfully this project, and we have already in the end of a project some successful cases to share with you and with other community members. And the last but not the least is the RISE manifest, which you can find it to the RISE website. Why is important the RISE and what is the project? Again, we believe that youth in Western Balkan area country are really talented, full of innovative ideas, eager to achieve them. That's why we want to support this social business idea and to walk through this program with different phases, ideation phases, incubation phases, in order to turn your idea into reality, social enterprise or social business. So please, let's work together and make better society growth and make our contribution in our region. Thank you so much. If you have any questions, I'm here and for anything. And you have my contact as well in the end of the session. If you need me, of course, my contact, Irina and Ivona. If you have any questions that we don't cover during the session, or you think maybe you elaborate, maybe we're all the time supporting and answering your question. Thank you. Thank you very much, Ardita. Фалеминдери Чум. Ви благодариме, Ардита, за деталното излагање и така, ако се потребни овие информации за сите кои што сакаат да учествуваат во програмата. Креирањето на програмата и аплицирањето на еден проект не е само, како што знаете, не е само пишувањето на апликацијата, него разбирање на целосно што сакаме да постигнеме и која ни е главната цел. Сега јас со вас ќе споделам информацијата и ќе продолжиме уште, уствари ќе се вратам на првата презентација. Дали сите гледате, предпоставувам да, и ќе го вратам токму оној слайд кој што верувам дека госпоѓата Ардита веќе ни го пренесе сето она. Меѓутоа ќе вратам токму, го гледате овој слайд. Значи ние го отворивме овој повик на 26 август. Со временски трае еден месец, е отворен до 27 септември. Повикот беше достапен на македонски и на англиски јазик. На оваа страна, значи тука кога ќе стикнете на овие линкови, односно ќе ви го покажам преку NewShare, само момент, бидејќи со зумот, нели, не е толку едноставно. Ева вака. Сега го гледате. Значи повикот беше објавен на оваа страна, на македонски јазик, и успеавме да го преведеме, нели, тука, благодарение на нашите колеги во Арно, кои што зборуваат албански јазик, да го преведеме, но за жал, апликацијата ни е на англиски јазик, за оние кои што не може да го користат македонскиот јазик. Причината за тоа бидејќи моментално во Арно немаме доволен капацитет да ги обработуваме сите апликации поради непознавање на албанскиот јазик,
Меѓутоа, секако може да аплицирате на македонски и англиски, а доколку некој од вас се соочува со проблем во однос на апликацијата, може директно да не се обрати, ние и како ќе најдеме момент и можност за тоа да ви го помогнеме. Меѓутоа, да не заборавиме дека овој цел јазик, дека овој цел повеќе намене токму за оние млади лица кои што може да го користат и во понатамошните фази кои што ќе бидат избрани токму англискиот јазик. Ќе се вратам повторно на презентацијата. Интересно е вака кога може да се играме, нели? И сакам да ви кажам дека многу е битно да ја расчистиме терминологијата која што се употребува токму во оваа програма. Се користи RISE, не го преведовме, бидејќи сакавме да имаме унифициран регионален пристап, и односно RISE е кратеница од Regional Incubator for Social Entrepreneurs, регионален инкубатор за социјални предприемачи, и е проект за мотивирани, посветени млади кои се подготвени да учат и да ги минуваат работите со цел да го подобрат регионот, а на регионот токму се мисли на регионот на Западен Балкан или регионот можеби на Југоисточна Европа. RISE Journey е уште еден термин кој што ќе го сретнувате. Ние тој го користиме и како RISE патешествие, бидејќи се однесува на патешествието, односно на целиот оној период со кој тимовите ќе го поминат со овие активности од проектот. Сега тоа е наменски креирана програма, како што каже Ардита, таа е бесплатна и со целта ви е да учите, да растете и да направите пред се и најбитно од се промена во вашето окружување, односно да помогнете и на вашите локални заедници од кои што доаѓате. RISE Ventures е термин кој ќе се користи токму за темовите кои ќе бидат избрани да учествуваат во програмата. Значи, директно вие кои што ќе аплицирате, доколку бидете избрани, ќе ви викаме RISE Ventures. И имаме два регионални настани кои може да се случи да бидат и повеќе. Тоа е RISE Bootcamp и RISE Expeditions. И тоа се настани, реков, регионални кои учесниците во така нареченото патешествие ќе имаат можност да ги посетат своите врсници, да дознаат, да имаат добри примери за социјални бизниси од нив, да работат со тренери, ментори, експерти од цел регион на Западен Балкан, и јас веруваме дека ќе добијат поголема инспирација, знаење, практични примери и пред се мрежување кои што можеби ќе видите понатака дека е едно од најважните аспекти која толку работите во тимови или на регионални проекти настани. Demo Day директно го преведовме како локален за контекстот, како локален настан, и се однесува на надпреварот на кој тимовите од програмата се надпреваруваат за првите 2 места и го имаме Final RISE како завршен регионален настан токму во овој проект. Дали некој од вас можеби има прашања? Или може да продолжиме? Добро, во ред. Ви благодарам. Сега, пред да почнеме да го објаснуваме поимот, како и што ја Ардита ви ги предаде неколку информации, односно што е социјално предприемништво, ние треба секогаш да дојдеме до една заедничка дефиниција во однос на тоа, за да можеме да одиме кон иста цел, нели? Сега, тука го дефинираме социјалното предпријатие, бидејќи токму ова е нешто кое што се барали крајна цел на оваа програма, вие да направите социјално предпријатие, нели? И сега го дефинираме како, значи, која му е главната цел, е секако да оствари општествено влијание, а не се обрнува, значи, кон профитот на собствениците, основачите и акционерите, тоа внимание, значи, од тука се трга, него битно ни општественото влијание. И тоа социјално предпријатие, нели, секако нуди производи и услуги на пазарот, и тоа на иновативен начин, предприемачки, го употребува стекнатиот профит, но со цел да постигне општествено влијание. Значи, тука е тоа главно што ние сакаме да го пренесеме, тука не се однесува само на обичен бизнес, меѓутоа токму на како стекнатиот профит може да се постигне за до поголемо општествено добро. И менаџирањето на социјалното предпријатие исто така се прави на транспарентен, одговорен и отчетен начин и нормално ги вклучува сите вработени, потрошувачите и страните кои се засегнати во сите своји активности. Понатака би одела сега што е оваа целата програма. Како рековме, RISE
пред се програма наменета за млади, наменска програма, и токму е инкубатор за социјални предприемачи, нели, како проект за мотивирани се бараат млади кои што се подготвени да учат и да ги менуваат работите, меѓутоа на крајот исте како ќе имаат крајен резултат и да се нашата цел пред се да ве поддржиме вашите идеи да стигнат до социјален бизнис, односно крајната, може поголемата цел која што може да ја видиме понатака, а тоа е дека регионот ќе стане подобро место ако токму развиваме вакви социјални бизниси и мислиме на општественото добро небе. Она што ја кажам дека РАЙС е предвиден да се одвива во две фази, во прв, односно во два делови, во прв или во втор дел. И тоа е програмата ќе се имплементира во првиот дел, односно се е наречен процес на идеи. Така наречен процес на идеација. Тој процес на идеи ќе трае 4 месеци. За истиот процес ќе бидат избрани 36 тима. Значи за овој повик не аплицирате индивидуално, туку треба да аплицирате во тимови. 36 тима ќе бидат избрани на овој повик, меѓутоа во целиот регион, односно фаќајќи ги сите 6 земји, тоа значи дека по 6 од секоја земја. Од Македонија ќе бидат избрани 6 тимови кои што ќе можат да учествуваат во фазата, во процесот на идеација. И сега што ќе прават тие тимови, исто така паралелно ќе учествуваат на работилници, односно една нова методологија која што ќе имплементираме, Design Thinking Workshops, кои што ќе креираме и тие имат цел за подобрување на вештините за решавање на предизвици. Оттаму, откако ќе ја дефинирате тие тимови, ќе ја дефинираат идејата, ќе имат можност да се надпреваруваат на локален настан, кој што го, нели, нарековме Demo Day, и тука може да се на тој настан да се обезбеди финансиска и практична поддршка за да ги имплементирате вашите идеи во заедницата. И сега, токму на овие настани ќе бидат избрани, токму на овие настани ќе ви бидат избрани ќе бидат избрани 12 тимови и односно 12 тимови на ниво на регион, а по 2 тимови од земја. Се надевам дека ме разбравте. На овој настан ќе бидат избрани 2 тимови од нашата земја кои понатака ќе можат да учествуваат во вториот дел на пронаменската програма, а тоа е процесот на инкубација. Овој процес на инкубација ќе вклучи, повторно го повторувам по трети пат, 2 тимови и тие ќе можат да работат во време трајање од 6 месеци на тестирање, валидација на идеите, грант за развој на идеи, нели, регионални патувања и мрежување, значи тие ќе учествуваат на оние настани кои што претходно ве ги кажавме. Значи ова е на овој слайд од токму како што ви го споделувам, може веќе да видите како се предвидени двете фази, значи првата фаза процес на идеи, втората процес на инкубација и имаме завршен регионален настан. Сега претпоставам дека многу ви интересира и можеби едно од најбитните прашања е кој може да аплицира. Верувам дека тука ќе имате и подпрашања да аплицираат. Оваа програма е наменета за млади луѓе, со тоа што иако целната група за млади се смета до 29 години, тука е отворена до 35 години и нормално сите 6 земји кои што се од регионот на Западен Балкан, кои што учествуваат во оваа програма. И сега, може да аплицираат лицата кои што може да учествуваат со 2 обуки месечно. Значи, доколку немате време да дедицирате за 2 обуки месечно, не може да учествувате. Тоа го потоцна Ирина ќе ви го објасни во апликацијската форма. И кои ќе може, значи, во тие 4 месеци на во процесот на идеација да присуствуваат тимовите на обуките, без разлика дали тие ќе бидат офлайн или онлайн. Нормално треба да имате голема мотивација за да учите за социјалното предприемништво, бидејќи сите обуки ќе бидат наменети токму овие тренинзи кон социјалното предприемништво, социјалната мисија и сето она што ние сакаме да го постигнете и нормално пред се треба да развиете една идеја
со општествено влијание, меѓутоа, никогаш да не заборавате дека оние кои што се подготвени да учат и од другите, тогаш и ќе го земат местото во тимовите, во избраните тимови. Нормално, оние кои што имаат идентификуван општествен еколошки предизвик, нешто што кое што го имаат одавна како идеја можеби, или можеби само како мисла, па преминало во идеја и на крај нешто што може да го аплицирате, па и да доведе до отварање на социјален бизнис. Оние кои што имаат почнато да работат на својата идеја, меѓутоа, викаме дека немаат вистинска деловна активност, се мисли дека тие се уште не отвориле, немаат регистрирано предпријатие, компанија, фирма, како и да ја наречеме, немаат тестирана идејата, односно не направиле ништо во однос на активност за да се реализира таа идеја, и нормално идејата треба да има локално и регионално влијание. Сега има како што може да имаме критериуми кои може да аплицира, имаме и критериуми за кои што за жал ќе бидат одбивани дел од апликантите. Не може да аплицира ако сте веќе регистрирани постојачки правни субјекти. Политички партии, владени државни агенции, оваа програма не е отворена за нив. Доколку идејата ви е за стипендија или за финансирање на капитал, исто така не може тоа да го правите. Доколку идејата ви е наменета само за истражување, не сте валидни за овој повик. И нормално, ако идеите ви се дискриминаторски, предизвикуваат поделби и ако е влијанието надвор од регионот на Западен Балкан, тие идеи нема да може да се поддржат. Токму идејата е да се поддржуваат идеи во регионот на Западен Балкан, а кај нас нели локално регионално. И сега доаѓаме до еден процес кој што се вика нели процес на селекција, откако ги добиеме сите апликации после 27 септември и откако ќе ги добиеме имаме критериуми нели за селекција, говорете и најдобро е да ви известиме за истите како да ги знаете како ќе ги бираме или што да внесете во самата апликација. Значи, многу ни е битно да сте силно мотивирани за учество во програмата. Доколку некој сакам, не знам дали можам да учествувам, видете и вие ќе бидат избрани тие со силна мотивација за учество и оние кои ќе се обврзат да учествуваат целосно во програмата. Имаат потенцијал да се идејата да се справи со општествено еколошко прашање, значи идејата мора да биде да може да се нели да се истестира, да се проба и на кај да дојде до нејзина реализација и потенцијалот на идејата исто така се гледа колкав е за тој да стане таа идеја одржлив бизнис. И најмалку нормално половина членовите на тему зборуваат англиски јазик. Тоа е еден од приоритетите, бидејќи така ќе можат сите целосно да учествуваат, посебно во втората фаза, доколку одите во вториот дел од проектот, каде што ќе учествувате на повеќе регионални настани и ќе може да се спојувате токму со други останати колеги од регионот на Западен Балкан. Сега имаме и дополнителни критериуми кои што доколку ги покажете и како ќе може да се рангирате на повисоките места во однос на изборот, да тоа е идејата да е иновативна во локалниот контекст, нормално идејата да може да расте, да се реплицира во регионот и да создава работни места, тоа не е многу битно и нормално идејата тимот да промовираат и поддржуваат родова еднаквост не е исто така битно. Сега, како да аплицирате? Може да аплицирате на две форми. Тука ќе повика мојата колешка Ирина да продолжи и да ви објасни токму како се тоа ова се прави на еден едноставен начин, а вие чувајте си ги прашањата за малку подоцна. Ви благодарам од моја страна за сега. Се извинувам. Кој се извинува? Јас се извинувам, бидејќи малку не ми работи во моментот и затоа малку ви ги менувам следовите без да сакам да се извинувам на сите за тоа. Ивона, фала многу. Thank you, Ardita, for the lovely presentation and intro. Значи, видовте чиви се логоа и кој се е вклучен во овој проект. Навистина ни е драго што сме дел од ова семејство. Убаво кажа Ardita, brothers and sisters. Убаво ни е затоа што станавме дел од едно друштво кое што навистина има сериозни намери да го развие социјалното претприемништво кај нас. И убаво ние се малку да функционираме во услови на пандемија, меѓутоа многу ни е драго што гледаме дека има навистина намери да се зближи Балканот. Не грижете се доколку вашите идеи
се навистина во некаква почетна фаза, ембриончиња мали. Идејата на овој проект не е само да размислуваме за бизниси, иако се тоа социјални зелени бизниси, туку и за идеи кои што ќе го зближат Балканот и ќе не зближат нас, луѓето од овие простори. Не само затоа што ги делиме многу слични предизвици, туку затоа што знаеме дека здружени можеме многу повеќе, многу посилно. Јас само кај мене се гледам дека сум замрзната, дали Вона може да ми потврди дека ме слушате? Ме слушате и ме гледате? Ние сега слушаме и по можност ќе одмрзниме. Добро, да, иако е многу топло, јас морам исто и да ви кажам дека сум од мобилен, е вака изгледа нашата канцеларија, која што во мојот момент, мојот лаптоп нема интернет, останате смрзнат, затоа што идеме лайвстрим на Facebook со цел да не слушнат и да не видат повеќе луѓе. Нема да должам, ви ги објаснија критериумите, се имате црно на бело напишано на самите повици за апликација, ги имате линковите, исто го имаме и сајтот на Арно, кој што е резервиран само за Rise проектот и функционира само за да го промовира овој оглас, но ветуваме дека набрзо се враќаме онлайн со сите наси содржини. Сега ќе замолам Ивона, бидејќи она седи на компјутерот, кај неа да отвори апликацијата и на брзина да ја пројдеме, за да ви оставиме многу повеќе време за прашања и одговори, затоа што многу стигнуваат и фала ви на сите за интересот. Може би да немаме во моментов одговор на сите ваши прашања, меѓутоа ветуваме дека до 25 септември ние ќе одговараме на вашите прашања, само вие бидете заинтересирани, имајте желба да направите нешто со себе и секако да ни ветите дека доколку бидете избрани ќе учествувате во се она што ќе биде скроено според вашите потреби. Идеме, Ивона веќе ја отвори апликацијата. Првиот дел се однесува на тимот, значи име на вашиот тим или наслов на вашата идеја. Не се обседнувајте многу, ова понатаму се менува. Битно е да видиме дека имате осет малку за брендинг и дека знаете да се продадете, затоа што на крајот на денот и социјалното претприемништво е создадено да продава услуги и продукти, мора да постоиме на пазар. Значи, првото прашање, слободно смислете си нешто креативно, некреативно, ова понатаму секако ќе се смени, може и ќе го задржите, меѓутоа да сакаме да видиме дека и вие како тим имате донесено и внатрешна заедничка одлука за тоа како ќе се викате или на која идеја ќе работите. Дали сте присутни во онлайн светот? И за ова прашање не многу се оптеретувајте. Супер ако нешто правите, може би сте неформална група која што се грижи за улични кучиња, може би сте неформална група која што прави екоакции во своето опкружување или сте млади, не знам, со некаква училишна заедница која работат и кои што сакаат да монетизираат некаква услуга или производ. Слободно, доколку имате линкче ставете, доколку немате, никому ништо. И под линк не се подразбираме само пејдж, група или профил, може да има некаква објава за вас на некој форум, на некој портал, интервју со некој од вашите членови во кој што раскажувате за тоа кој сте и која е вашата идеја. Значи, било што доколку има нешто за вас, слободно споделете го. Нас не интересира кој аплицира и со какви намери. За тимот понатаму ни треба име и презиме на лицето за контакт или лидер на тимот. Ни треба да знаеме кој род е, година на раѓање, место на живење, имейл адреса. Ова се сите оние податоци кои што класично ги пополнуваме во рамки на секоја пријава. CV или профил на социјалните медиуми, под CV тука подразбираме кратка биографија, не мора да Европас формат да се мачите да форматирате. Дадете ни нешто кратко, сладко, кое што ќе ве опише вас, или да, доколку сте активни на социјалните мрежи и сакате со нас да споделите како вие комуницирате преку тие мрежи, слободно ставете линкче. Професија е јасно. Четвртото прашање е она што ни е, дечки, многу важен критериум. Колку луѓе има во вашиот тим? Наведете ги со име и презиме, род и година на раѓање. Значи, каже Ивона, мора да има минимум 2, за максимум бројка. Ние препорачуваме тоа да се 3-4 луѓе, меѓутоа нема да ве одбијаме и да сте 5-6, ако ни докажете дека навистина тоа не е сега некакво ради реда аплицирање со 5-6 луѓе, туку дека секој си има улога, дека секој се чувствува како дел од таа аплика. Значи, не се сакирете, бројот на максимум членови не е елиминирачки критериум, меѓутоа мора да сте минимум 2. И сега, ако се прашувате зошто, затоа што од нашето искуство, од регионалното и светското искуство, сите знаеме дека бизнисите кога растат не може да бидат one man show, one woman show, туку мора да има тим кој што ќе го поддржи растот на тој бизнис. Супер е еден да има идејата, меѓутоа, еве јас ќе го искористам нашиот познат Кристијан Шопов, победникот на Зелени идеи, кој што е екомагионичар,
кој што се бил магионичар цел живот и функционирал и сам, меѓутоа во првиот момент кога регистрираше фирма на него му требаше зелена социјално предпријатие, на него му требаше помош од асистентка која што ќе му ги закажува представите, човек кој што ќе работи на сценографијата, сценарист, режисер, значи Кристијан, иако е толку успешен и тој е самиот лидер на тимот, му треба тим кој што ќе му помогне неговата идеја да стане вистинска во реалноста и затоа ние бараме дечки тимови. Луѓе кои што ќе се обврзат, доколку победат, доколку сакаат, не се секирете, ќе стосам и до тоа прашање, никој не ве тера да отидете во УЈП во првиот момент кога ќе победите и да регистрирате фирма, меѓутоа здравје понатака би сакале да убаво би било да навистина нешто во реалниот свет се случи преку оваа програма. Кажете ни нешто повеќе за себе, за вашиот тим, како се имате запознаено, дали претходно имате работено заедно, зошто мислите дека ќе успеете, што ве прави добар тим. Раскажете ни за вас. Меѓутоа, повторно, не се оптеретувајте. Никој не вика дека вие мора да сте биле на 30 програми претходно, дека ги имате разработено многу или дека сте од исто оделение, исти клас, дека заедно студирате, дека сте фамилија. Само сакаме да видиме што е тоа што ве зближува и ве прави тим. Кои се вашите интереси? Дали можеби имате различни вештини во тимот? Слободно пишете искрено што е она што е заедничко за вас. Понатаму, ова неколку пати го спомнавме, програмата е бесплатна, меѓутоа некој инвестира средства за да биде бесплатна. Сите овие луѓе кои што ќе придонесат за знаењето и развојот на социјалните зелените идеи се тука за да осигураат дека учесниците на вистина ќе учат и овдека мора да бидете искрени. Колку време може да се посветите на Rise Journey во текот на една недела? Дали можете да учествувате во процесот на идеација кој ќе трае 4 месеци? Без разлика дали тоа ќе биде онлайн или офлайн. Ние на вистина ни е жал, еве ќе имавте шанса денеска можеби да бидете дел од оваа наша интересна и младалачка канцеларија која што направена и со рециклиран мебел и која што самата зборува за успесите на социјалните предпријатија кои што ги поддржуваме. Меѓутоа, дали во онлайн или во офлайн формат, ве молиме бидете искрени и према себе и према нас, дали ќе можете да се посветите на програмата. Доколку вашиот тим влезе во процесот на инкубација, ќе имате можност да се сретнете, да учите, да споделите вашата идеја со врсници од регионот на Западен Балкан. Зошто ова искуство може да биде важно за вас и за вашиот тим? Седнете и размислете. Кој сме, каде одиме, колкав пазар има нашата земја, колку можеби вашата идеја може да се прошири во други пазари, колку можете да размислите и да научите нешто од други преку вмрежување. Повторно, не е целта на програмата ние да ве фатиме за рака тие што ќе победат и да регистрирате фирма. Идејата е да инспирираме многу нови иницијативи. Дури од една може да настанат 10, можеби од 10 идеи нема ни една да успе, меѓутоа сакаме да видиме како вие размислувате од аспект на регионот. И не само од бизнес, колку вмрежувањето на вас би ви донело бенефит и како личност и како тим. Значи, тука треба да одговорите на 7-то прашање во таа насака. 8-то прашање. Дали го владелете англискиот јазик? Ние сме многу осетливи према јазици, ама бидејќи станува збор и за претприемништво, социјално или зелено седно, англискиот е нешто што е it's a must. Значи, мора барем половина членови од тимот да го зборуваат англискиот јазик. Во првата фаза, во 4 месеци, во процесот на идејација, кога ќе ги развиваме идеите, ние работиме на локално ниво. Меѓутоа, од материјали, од дополнителни можни соработки, вмрежувања, поврзувања со други настани, знаете дека ние живееме во глобално село и дека да се изолираме е навистина жално, а особено кога зборуваме за претприемништво, изолацијата е само осудување на еден помал пазар и тоа значи дека идејата многу тешко ќе заживее и ќе опстои. Значи, бараме англиски јазик. За идејата сама. Која е самата идеја, кој е предизвикот кој сакате да го адресирате? Значи, треба да имате поидовна точка зашто нешто сакате да правите. Колку и да е тоа мало, колку и да ви се чини неамбициозно, вие морате да ни раскажете што сакате во суштина да промените. Како ја добивте идејата, како го идентификувавте предизвикот. Значи, бидете искрени. Седнете, двајца, тројца, ако имате предизвик од вашето мало, ако имате предизвик од факултет или не можете да најдете работа или сакате да помогнете на некоја заедница од нашата земја, слободно пишете како дојдовте на идеја. Дали можеби сте се инспирирале од гледање вести, од гледање
депонии од улични животни, сето тоа пишете го во најпроста форма. Не ги оценуваме апликациите според, јас го викам ова NGO поезија јазик, кој ќе напише подолги реченици, покомплексни, кој ќе употреби повеќе интернационализми, сакаме да ја видиме душата. Зошто сакате да го правите? Што е тоа што ве поттикнало воопшто да седнете и да речете јас сакам да го правам ова и сакам да го сменам. И понатаму ќе се вратиме преку Q&A, преку прашањата, преку можноста за ЧПП, за често поставени прашања. Јас ќе ви споделам и неколку идеи како и ние самите почнавме од многу мали вакви програми. Понатаму идеме на 11-то прашање. На кој општествен и еколошки предизвик ќе работите? Кому и како оваа идеја ќе помогне? На почетокот Ардита многу убаво ви објасни, Ардита на кој е професор на универзитетски професор од токму од областа на бизнисот, не зошто социјалното претприемништво е толку актуелно и се дискутира како бизнис модел од иднината, затоа што гледаме дека колку и да одиме напред, многу малку му фали на човештвото за да се клизна и за да ги забораваме луѓето, за да се сруши се што сме градели. Ние видовме како луѓе и денес остануваат без работа поради тоа што живееме во услови на пандемија. Гледаме колку бизнисите продуцираат амбалажа за да се заштитиме, меѓутоа гледаме и млади луѓе кои што викаат стоп на амбалажата која што е за еднократна употреба. Ајде да ја употребиме и од неа да направиме нова заштитна опрема. Кој еколошки и општествен предизвик ќе го решиме? Значи, одамна е отфрлен и запоставен традиционалниот пристап дека бизнисот постои само за да прави пари. Бизнисот постои за да креира некаква, за да задоволи некаква потреба. А вие како млади луѓе најсоодветно можете да кажете дека доста е да размислуваме само за правење профит. Да, ние ќе вработуваме луѓе и тоа секако се подразбира дека е социјална мисија да се обезбеди некому парче леп. Меѓутоа, самиот бизнис треба да има повисока цел. Овдека ќе го ставиме, затоа што сега јас не сакам многу да интервенирам во описи, во идеи, за да не ви ги измешам, што се вели на вас, коцките лончињата за она што вие го имате и што си го носите сами во себе. Зошто оваа тема е важна за вас? Зошто е важна за вашата заедница? Пак гледате дека се конектираме со реалноста и сакаме програмата најискрено да одговори на она што во моментот ни е нас битно. Ако немаме нокни автобуси, дали можеби ќе се организира некаков заеднички превоз? Сега јас пак си отидов со моите инспиративни примери. Меѓутоа, зошто е важно? Јас се сеќавам во мое време, јас кога имав 17 години, колку се радувавме на двојката во 12 часот. И дури после години сватив дека тоа е прашање за мобилност на млади, кој што е тема која што е важна на многу повисоко ниво отколку јас тогаш што мислев дека така имам опција како да се вратам дома, дури малку подоцна и да уживам повеќе со друштвото. Дали имате план како да реализирате вашата идеја? Ако да, објаснете. Гледате и тука сме отворени. Ако да, објаснете. Ако не, објаснете чисто кои се контурите на вашата идеја. Не мора да одите во детали, меѓутоа доколку ги имате, слободно споделете ги. Што е иновацијата во вашата идеја? Значи, како е нова за нашата земја? Не мора да измислуваме топла вода. Мобилни апликации како Challenger постојат, например, во светот, меѓутоа се први за Скопје. Тимот на Challenger е исто пример на млади луѓе кои што рекле, се собрале на стартап викенд конкретно исто еден пример како програма може да собере луѓе и да ги подржи. Се собрале, се запознале на самиот настан и рекле: ние во нашата земја немаме ниту една мобилна апликација која преку геймификација ќе ги наградува луѓето, ќе креира заедница и ќе ги мотивира да собираат поени ако идат пешки или ако се возат со велосипед. Значи, тоа е иновација во нашиот контекст. Не се оптеретувајте дека треба да измислите прототип на машина што, не знам, ќе го чисти воздухот. Тоа може да е премногу, тоа е супер ако го имате како идеја, меѓутоа може да е премногу напредно за оваа програма. Сепак, оставаме простор, доколку имате нешто такво, слободно пишете го и тоа. 15-тото прашање се однесува на она што ние го викаме. Не зборуваме за проекти, значи не зборуваме за некоја иницијатива сега, например, за чистење на нашата околина. Иако и тоа е супер граѓанска иницијатива и дефинитивно голем аплауз за сите оние што ја прават и што сакаат да ја прават. Меѓутоа, нас не требаат идеи кои што ќе можат да монетизираат. Што значи да се монетизира? На српски има еден многу интересен збор, јас стално го користам и го поменуваат колегите, да уновчи. Значи да создаде пари. Мора да имате смислено како вие ќе остварувате пари преку
правењето добро за општеството или за екологијата. За самото Rise Journey, ова е делот за оно како вие слушнавте за програмата, зошто сакате, кои се вашите очекувања. Ова е прашање во кое што исто ние нема да ви го ценуваме исто така во однос на критериум, меѓутоа сакаме да видиме кои се ќе ни се пријави за да направиме програма која што ќе биде скроена за потребите на тие што ќе бидат избрани. Затоа е важно да ни кажете кои се вашите очекувања. Ако ви очекувате дека ќе го сретнете основачот на, не знам, Амазон, тоа навистина нема да биде возможно преку оваа програма, ама можеби ќе ви понудиме линк и некаков контакт доколку искрено ни го пишете тоа во оваа апликацијска форма. Бидете искрени. Ние ја дизајнираме програмата според оно што вие ќе го пишете сега во апликациите. 19-тото е она што малку сега го начнав, во однос на тимот, дали имате учествувано во слична програма, дали имате добиено обука, менторство, финансиска поддршка за оваа или друга идеја. Ако да, ве молиме наведете програмата. Повторно искрено. Не бираме тука, се уште ние не сме во фаза каде што ќе одлучиме дали ќе одат понапредни идеи, по да речеме неразвиени идеи, поембрионски идеи, така да слободно кажете ни дали сте биле дел од некаква програма и што таму конкретно сте добиле, за да знаеме понатаму дали оваа програма па ние ќе можеме да скроиме спрема потребите на тим кој што можеби веќе нешто поминал или можеби ќе можеме да понудиме нешто плюс и тој тим ќе биде примен. Сега 200-то прашање, онака за што гледате само може да се клика. Овдека мора да се исклика се, за да може да сметаме дека апликацијата е валидна и дека може да ја разгледуваме. Значи, апликантите мора да потврдат дека се над 18 години. Сите апликанти потврдуваат дека ќе се вклучат целосно и по своја сопствена волја, значи никој не ве натерал, нема само да ве пишам во тимот, па после да испадне дека некој е пишан само затоа што некој ја пополни апликацијата. Бидете фери и честни. Тоа се секако принципите на етичките принципи на водење на социјални и зелени бизнеси, или јас исто ги викам одговорни или responsible entrepreneurship. Целосни и точни информации. Потврдувате дека ги исполнувате условите за учество. Потврдувате дека имате право да аплицирате и дека имате права за спроведување на идејата. Значи авторски права, дека не сте ја позајмили од некаде или дека проверете едноставно она со што ќе аплицирате дека е оригинално, дека е ваше, дека вие имате право да го разработувате во рамки на програмата. Личните податоци ваши, нели, мејлчиња, телефони ќе се користат само во фазата на аплицирање. По завршувањето ние ќе ги користиме затоа што не е ова крајот, затоа што ги имаме прекрасните партнери и донатори со кои што ќе се надеваме дека ќе работиме уште. Има и други програми кои што би секако би сакале да ви ги понудиме како ресурс, така да тие податоци ваши ќе бидат користени исклучиво за споделување на такви корисни информативни корисни информации. Споделувањето на податоци е доброволно, но ако одлучите да не ги споделите, односно ако не го штиклирате ова, на жалост нема да можеме да ве примиме за учество. Ова се дечки последни европски регулативи во однос на заштита на податоци, како што гледате сериозна работата, сериозни партнери, сериозни донатори, мора да бидеме професионални да ги следиме сите трендови во однос на дури и користењето на приватните податоци. И последното е дека вашите лични податоци ќе бидат споделени само со субјекти со кои што соработуваме, ако треба да ви пратиме по пошта нешто, ако треба сметководствено да се изработи некаков, да се врши сплаќање, да се спроведат некакви договори, да се направи на сајт некаква информација, тоа е однаш што се однесува во делот на вашите лични податоци. Сега ќе замолам Ивона да ви го покаже документот со често поставувани прашања, затоа што тоа е една алатка која што ние многу радо ја направивме на почетокот од овој повик, затоа што знаевме дека од почеток има многу прашања и за да не ви одговараме на сите по мејл, ни текна да направиме еден Google документ. Само ја се го слушам гласот. Само сакав да споделам исто така, дека токму кога ќе одите на страната, овие сите информации што ви ги зборувавме, ги има во документите кога ќе стиснете на МК или на англиски јазик и еве ви ги условите за аплицирање. Се надевам ги гледате. И нормално документот како што бидејќи многу често стигнуваат, гледаме дека не се гледани документите, често не стигнуваат прашања кои што веќе ги содржат документите. Затоа ве молиме видете ги тука, се враќаме Ирина повели, еве го документот, тука стискате често поставувани прашања. Го гледате. Да. Ете така. Горе ги имате. Се слушаме, еве амиот. Горе ги имате терминологијата, затоа што нели ви кажа Ивона дека поради брендингот сакаме да останеме доследни на она што се користи на регионално ниво.
Само малку ја сигурно си го слушам гласот. Се извинувам, саки се Ајде. Така, фала ти. Ги имаме прашањето кои што стигнаа до сега, доколку ги немате одговорено, доколку ги немате погледнато слободно, дзирнете ги, достапни се 24/7, што значи овој документ може да му пристапите кога сакате. Прашање поставувате каде сакате, ние ги гледаме сите можни комуникацијски канали на Арно, на мејл, на страната, на Facebook, секаде каде што мислите дека можете веднаш да ни пристапете ни. До сега имаме неколку повторувачки прашања, кои што јас сакам сега да ги објаснам. Првото е во однос на годините. Од 18 до 35 е она насока. Меѓутоа, многу има барања доколку некој од членот тимот е под 18, дали може да се дозволи. Одговорот е да, меѓутоа овој член не може да биде лидер на тимот. Меѓутоа може да имате внатре член на тимот кој што е под 18 години. Сега прашањето за 35, како што напомена Ивона, ние малку успеавме да направиме на девијација од дефиницијата на млад човек, успеваме да ги вметнеме во млади сите до 35 години. Па така, до моментот на аплицирање може да аплицираат луѓе и со полни 35 години, меѓутоа 36 веќе е дискутабилно, доколку навистина имате силно оправдување, доколку има други членови кои што се помлади во тимот, слободно наведете го ова, нека не ве обесхрабрува ова, меѓутоа идејата е на повекот да даде шанса на младите луѓе. Токму затоа и се однесува таа возрастна граница, за да нели малку од малку бидеме фер и даваме шанса. Прашање кое што често се појавува е колку пари ние ќе добиеме. Значи, првен, не треба да ве мотивира финансиската поддршка, туку зависи во која фаза на идејата. Ние ги разбираме секако и од наша страна и ние сме тие кои што знаат кога ќе се објави некој проект да прашат колку средства има за да се развие самата идеја. И тоа е сосема легитимно и многу е предприемачки да се размислува така. Меѓутоа, за оние кои што имаат и навистина, да речеме, идеи во наембрионска фаза, само нешто што знаат дека многу силно сакаат да го направат, а немаат представа колку би ги чинала самата идеја, би им кажале, би им сугерирале да не се оптоваруваат со грантот. Зошто? Затоа што грантот не во обврзува и паричните средства не во обврзува да отидете во УЈП и да регистрирате фирма, туку тие може да се искористат за да се доработи самата идеја. Значи, во овие 4 месеци влегуваат тимови кои што ќе со помош на експерти, ментори, со наша целосна поддршка, знаете дека ние 6 години администрираме надпревар за зелени идеи. Меѓутоа, тоа администрирање не е само дека ние распишуваме повики, бираме, ги менторираме, ги вмрежуваме, го имаме целото оно искуство и луѓе кои што ќе веруваат во вас и ќе направат се што можат за да ви дадат ветер во крила. Парите се добиваат само доколку победите, доколку сте оние од два тима што ќе победат после завршувањето на идеациската фаза. Значи, што се добива? Се добива грант од 2250 евра, од кои што 400 евра од самиот грант се користат за да може да се отпатува на регионален настан и тие не ви се префрлат, меѓутоа се даваат 1850 евра кои што може да се искористат, кажав, за различни потреби. Комуникацијски бренд, прототип, да се развие веб страна, различни потреби кои што сега е непотребно да ги дискутираме затоа што ќе си произлезат од самата фаза на идеација. Нели тогаш најубаво ќе се знае и на самиот настан кај што ќе се натпреваруваат тие тимови, целта ќе биде да се инвестира во тим кој што ќе има најголеми изгледни шанси да реализира својата идеја, меѓутоа целиот тој процес ќе резултира со точни бројки, нели ставки за што би се искористиле доколку тој тим победи. Тоа е прашањето во однос на што ќе добијат тие два тима. Понатаму тие тимови не завршуваат само со паричната награда, како што спомнавме и како што има во овие акронимчиња горе кои што се ги преведовме, нашиот рајс речник. Овие тимови продолжуваат понатаму во инкубацијска програма, значи продолжуваат да доразвиваат својата идеја и исто така имаат шанса да учествуваат на регионално ниво. Меѓутоа, за тоа потоа, сега најбитно е да ви е јасно како се аплицира, доколку имате прашања сега за многу кратко ќе ве поканам да ги поставите. За крај само исто би спомнала дека темите не се ограничувачки, ние имаме наведено одржливо земјоделство, циркуларна економија,
социјални бизниси, помош на жена, помош на малцинства, на маргинализирани групи, меѓутоа се она што вие ќе го препознаете како предизвик, како проблем што го има околу вас, а сакате да го решите, е подобно за аплицирање. Значи, во однос на темите, навистина нема ограничувања. Вие како млади луѓе најубаво знаете што е она што ве мотивира и ве движи за за почеток да сте тука на оваа инфосесија, да не следите со внимание, потоа да одвоите половина час за да пополните апликацијата и се надеваме понатаму нешто силно што ќе ве натера да вистина учествувате 4 месеци во програмата и искористите се она што е можно од искуство да се сподели. И во на темолам претходниот слайд со гифчињата. Тука ги имам јас Олга и спомнавме тимот на Challenger, кој што завчера ја лансираа конечно Challenger, вистинската Challenger верзија, и има дури 500 следбеници, односно 500 корисници на апликацијата. Доколку не ја знаете, симнете си ја има и за двете мобилни платформи, и за Android и за iPhone. Многу интересна, многу е креативна и навистина корисна за нашето општество, затоа што барем мене ме мотивира уште повеќе да пешачам и да си собирам поенчиња за да можам да си добијам попуст во некои зелени бизниси. Примерот на Кристијан ви го споделив, колку е важно да се има и тим, колку е важно да се биде и креативен и иновативен, меѓутоа и упорен и доследен во се она. Од левата страна ги гледате неколку примери за одржливо земјоделство, циркуларна економија, значи без разлика, може би сакате да садите некакви локални органски растенија кои што сакате да ги продавате, да ги правите смути. Програмата е навистина отворена за секој. Може би сте на планина и сакате да правите сирење. Не станува збор дека тука ние ќе бираме идеи кои што се креативни и хипстерски и се тренди, туку идеи кои што се релевантни за заедниците, кои што навистина придонесуваат во решавање на некаков проблем. Ви спомнав, ви најавив дека не би било фер да не кажам, дека навистина е можно и преку програми кои што нудат вакви, да речеме условно кажано, мали средства, да успеете. Ние во 2013 почнавме со идеја преку мобилна апликација да го промовираме средното стручно училиште. Сакавме да ја монетизираме. Во 2013 тоа беше време кога луѓето едва има место на мобилен телефон да снимат, да симнат нова апликација. Навистина беше тешко. Меѓутоа влеговме во една ваква инкубацијска програма, добивме ментор и ја прилагодивме нашата идеја да имаме и вебсайт, меѓутоа да имаме и офлайн часови за готвење кои што ги продававме и кои што денес навистина препорасна во една иницијатива која што има многу голем социјален импакт. Освен тоа, например, ни донесе нови соработки таа иницијатива. Ја проширивме не само социјалниот, туку еколошки импакт, затоа што соработувавме со невладината организација Slow Food, па употребувавме само локална храна од локални произведувачи, користевме само локални рецепти, за да промовираме она што ни е нас најбитно, односно користењето на локалните ресурси. Социјалниот импакт преку таа социјално-предприемничка иницијатива, значи продажба на часови на готвење, ние бевме првите што продава часови за готвење во нашата земја. Целиот профит го користевме за да инвестираме во учениците од средно гостителско училиште, на кои што им понудивме различни обуки за да полесно влизат на пазарот на труд, да се мотивираат. Купувавме униформи за дечињата кои што немаат доволно средства да се обезбедат сами униформа и им овозможувавме секакви различни други потреби, односно им овозможувавме секакви различни обуки за градење на меки вештини, се она што им е потребно за да го реинвестираме тој профит во нашата социјална мисија. Ете пример дека од една различна идеја преку инкубацијска програма со слична вредност, околу 2000 евра добивме ние конкретно преку наградата Social Impact Award, нешто што еве ние сме веќе 2020 година го правиме, ни овозможи многу јако партнерство и навистина ни ги отвори очите каде се уште повеќе можеме да интервенираме. Дополнително ни донесе луѓе во тимот кои што ги имаат истите вредности. Антонио не е денеска тука да не слуша на работа, работи како готвач, професионален готвач, си го реализираше сонот, меѓутоа ете како една инкубацијска програма навистина не сближи и овозможи една идеја од една форма да прерасне во друга и да опстои дури до ден денес. Вакви се примерите и на Олга, на Challenger и на Кристијан, кои што
преку вакви програми навистина регистрираа и правни лица и денеска се успешни на пазарот и навистина имаат силна и социјална и еколошка мисија, која што е препознаено од сите. Извинете ако зборев многу, тука сум сега за да одговарам заедно со Ивона и Ардита, доколку сака ќе ни се приклучи, доколку имате прашање за неа, да ве слушнеме вас, што конкретно ви е потребно од одговор за да може да аплицирате и да учествувате потенцијално во програмата. Може да почнеме? Пред да почнеме, јас сакам да им се заблагодарам на Ањеза, која што и преведува на Ардита, тоа е нашата колешка. Чао, Ањеза. Голем поздрав и фала многу за симултаното. For translation. Can Да. I do a short interrupt in English, please, if it's Yes. okay for somebody? Yes. So I wanted to, as Irina and Ivona says, encourage all of you to apply. And please be sure that the selection process, it will be very fair, very transparent. It's a jury composed by social experts, social business experts, regional, international mentors. So the procedures are very clear. It's no way to have some unfair choice or whatever. So I want you to ensure that on the name of the consortium as well. Is it clear? So just apply, just the criteria that Ivona and Irina explained very well and detailed. And don't be afraid, express yourself, your team as well, collaborate with each other and have your energize and spirit innovation ideas for the region. So please, if I can, I wanted to short introduce from each of you and the short introduce of what is your idea, if you have an idea already, and what is your main question or concern or clarification that you want from us. Yes, thank you, Ardita. And before we proceed, I would like also to thank Елена, our volunteer, to pick up all the questions. Елена, ако имаме прашањата, молам да не ги доставиш, затоа што многу е тешко се работи на мобилен компјутер и да се пратат сите комуникацијски канали. Јас исто така би ви замолила сега да преминуваме во делот на прашања и нормално одговори. При тоа можете да се представите сами себе си и секако доколку сакате да ја споделите вашата идеја, слободно направете го тоа. Повелете. Добро, можеме да почнеме вака. Првото прашање го постави Оливер за сите. Колку време би одземале обуките и состаноците во првата фаза, имајќи предвид дека во нашиот тим сите членови се во постојачки работен однос? Дали би траеле повеќе денови или повеќе часа во текот на работниот ден? Колешки, дали некој од вас сака да го одговори или јас да го одговорам? Go for it. Добро, благодарам. Вака, Оливер, благодарам за прашањето. Предпоставам дека ова е прашање кој што сите вас ви интересира. Оно што можеме да ви го одговориме, што беше пишано во самата, како што видите и во самата презентација, меѓутоа и во самиот документ, е дека треба да учествувате на 2 обуки најмалку, односно во првата фаза. Само момент, во првата фаза на идеација се предвидени 5 тренинзи, 3 состаноци, коучинг 1 на 1, исто така, менторска програма и еден демодејто сето тоа за октомври, што значи финално ние се уште не ги обработивме програмите колку ќе траат во часови, меѓутоа и така како ќе траат најмалку половина работен ден и да тренинзите се предвидени дека ќе мора да учествуваат. Она што би можеле на пример да го направиме, да ги направиме попладне, меѓутоа сепак тие би почнувале на претпоставувам втората половина на денот, доколку се онлайн. Или пак можеби за викенди. Меѓутоа тие прашања се уште отворени и нормално би сакале да им излезиме, бидејќи ви кажавме дека ова е наменски креирана програма. Во зависност од јавените, од нивните идеи, ние би се обидели и да ги креираме како што им одговара на самите учесници. Нели тренинзите, со цел да им излеземе пресен, представуваме дека луѓето не само што работат, дел од нив и се студенти, учат,
и им е потребно времето, па тоа да излеземе пресед за некој од работите се, нели да се искористи и викендот или после работното време. Меѓутоа, молиме, имате предвид дека временски ќе биде изискателно, односно дека ќе мора да се посветите доколку учествувате во програмата. Ако сака некој од колешките или нели да ме дополни, поведете слободно. Тоа е тоа. Just a great answer, Ivona. And I want to add something. Of course, we will adapt according to your scheduled work. We understand, of course, that you have to go to work. But please, it's very important for us to take it this seriously and to have your full commitment. And if you decided from your group team to be 2 people attending those training, it's important that you two always be in the training. For some exceptional case, one of you is not there, you can change, but just for 1 or 2 cases, because the training schedule and modules are in continuation and in connection, each topic with each other. So we won't be able to have effective training and to reach our objective. Thank you very much, Ardita. Камелија Костовска. Се извинувам, Камелија не го дава целосно презимето, затоа не знам дали си Костова или Костовска. Камелија, lower hand, повели, unmute. Нема проблем, окей. Првин, ви благодарам за сите информации. Супер беше инфосесијава, ги опатите, мислам дека скоро сите работи. Меѓутоа, имам некои ситни прашања. Бидејќи апликацијата е и на македонски, на англиски, на кој јазик да пополним или на кој не е полесно? Тоа ми е прашањето. Или дали треба и на македонски, на англиски? За работилниците тоа баш ми беше и прашањето, меѓутоа Ардита го одговори дали мора целосниот тим да присуствува. И ме интересира сеткупниот временски период, како до кога се планира, еве доколку влеземе во финалните версии, до кога целата програма би завршила. Бидејќи кажавте 4 месеци, па 6 месеци, дали тоа е 4 плюс 6 месеци? Тоа ми е прашање. Толку за сега. Ivona, you want to Yes, yes, I will. And I can support you if you want. Thank you. Се заборавам со македонскиот и англискиот, ви се извинувам, Камелија, благодарам. Да, тоа е малку збунувачко, секогаш меѓутоа секако една форма апликацијска, ќе се изберете сакате на македонски, сакате на англиски. Нам не ни се потребни двете, како што кажав на почеток, сакаме да обезбедиме пристапи на оние кои што им е потешко да го зборуваат македонскиот јазик. Во нашата земја нели многу лица зборуваат и други јазици, така што треба да им се возможи пристап на сите, ако како се чувства, ако некој па се чувства дека подобро, пошто новите генерации како добро го зборуваат англискиот јазик, ако сака да го можете и на англиски јазик. Така имаме можност да ги обработиме на тие два јазици податоците откако ќе ги добиеме апликациите, затоа и така се поставени. Во однос на да, се предвидува 4 месеци нели за тие 6 тима од Македонија кои што ќе бидат избрани, а потоа двата тима кои што ќе продолжат во вториот дел, втората фаза од проектот, ќе треба да учествуваат во плюс 4 месеци програма. При тоа имате предвид дека значи ве молам сите да имате предвид дека дел од активностите не можеме да ги најавиме што се ги објавиме заради светската пандемија на COVID-19, која што за жал не ги, така народски речено, мати плановите за да ги реализираме или за да поставиме агенди уште од сега, за да ја дадеме информацијата, бидејќи таа информација како може да се промени во наредните неколку денови. Камелија, се надевам дека ова беше доволен одговор, доколку некој од колешките сака да ме дополни, ве молам, одговорете. Јас сакам. Извинете, дечки, кога не е уклучено мјут, кога не е стиснато мјут, кај мене малку се слушнува ехо, затоа што јас и Ивона сме буквално вака разделени на 2 метри на безбедна дистанца. Значи, извинување за логистичките предизвици. Важно е да има континуитет на членовите. Значи, ние не можеме да работиме брендинг ако не знаеме што производ или услуга работиме. Ако сме завршиле на една сесија со тоа, понатаму треба да има член од тимот кој што ќе може да продолжи во другата фаза.
Така да тоа е тоа во однос на логиката дали мора сите членови од тимот да присуствуваат. Идеалниот одговор би било да. Меѓутоа знаеме дека this is life, ова е живот, се случува се. Добро е да нашите намери се да ја надградуваат идејата. Секој тренинг, секоја сесија, секоја средба е осмислена да биде некакво надградување и надополнување. Толку од мене. Just a short clarification, just in order to clarify everything. The project itself is composed in 2 cycles. Each cycle has 2 phases, ideation phases and incubation phases. The cycle is this first cycle, it will be this call for application, which we select the first round of 36 teams, 6 teams for each country, which will be going on the ideation phase for 4 months, training and everything. After that, we will select 2 the best teams of each country, which will be going in incubation phase for others for 6 months. So all the first cycle is 10 months. So the first for every team is for 4th month, which will be selected to the first call for application. And after, when we're done with the ideation phase, it will be just 2 of those 6 which will continue the RISE journey with incubation phase. And the other year, we will open another call. Exactly the same like this, with ideation phase and incubation phase. Is that clear enough? Yes, thank you. You're welcome. Ајде, прашање повеќе. Повелете прашање, еве јас тука си се запрашав самата без на мјут, нормално, многу често повторувам истата грешка. Дали некој од вас има прашања? Добро, во меѓувреме додека ви дојде дали имате некое прашање или не? Ристе, вие? Да, моето не е моето као прашање, повеќе насоки во нас глобално во контекст на социјалното припремништво и така натаму. Инаку да се представам студент на Економски факултет Скопје пред дипломирање. Во слободно време пишувам статии во Young Economy Minds и така натаму, трудови и слично, тоа ми е као хоби. Академски пристап, макроекономски ориентиран глобално. Сега околу социјално предприемништво неспорно дека е битно за денешниот социјален развој воопшто. Инаку во контекст кај нас во Македонија, што сам несо, колку што иследам состојбите со социјалното предприемништво, као насоки, као заедница би ги подобриле состојбите, најпрво треба да дефинираме една стратешка рамка во една добра законска регулатива како фундамент на тоа што е социјално предприемништво и целата таа структура околу социјалното предприемништво. Тоа е едниот аспект. За развој на социјалното предприемништво и треба поголема институционална поддршка за поздравување се ваквите проекти од страна на владини организации, поготово тука Арно е број 1 и така натаму. Меѓутоа потребна исто така поддршка и од финансискиот систем, мислам финансиска поддршка во насока на креирање на такви финансиски продукти за социјалното предприемништво, што е на пример микрофинансирањето. Околу ефектите на социјалното предприемништво, да, потребни се кај нас, поготово би требало според мене повеќе да се насочат кон еден проблем што го имаме енергетската сиромаштија, воедно исто така треба да се адресираат повеќе и на руралната сиромаштија, која е адресирана прашање во извештаите на Светска банка и така натаму други реномирани финансиски институции. Тоа е околу социјалното предприемништво, околу таму сегментот на циркуларна економија исто е интересен сегмент као трансформација на денешниот економски систем во насока на одржливост и така натаму. И на тоа подрачје ни се потребни промени, меѓутоа исто така тука повеќе ни е потребна и во насока на екоземјоделството, кој беше спомнато, потребна е исто така поддршка и од фискалната политика во насока на издвојување на средства за екологија и така натаму. Најпрво тука, понатаму исто
институционална поддршка, значи сите креатори во тој сегмент од државата, како што е така невладените организации и така натаму, и се многу битен сегмент во овие проекти е што е и во насока на социјалното претприемништво и циркуларната економија и така натаму, е да имаме и нивна децентрализација што е можно повеќе или дисперзија или локално лидерство да се опфатени сите региони подрачја во Македонија со цел да се обезбеди она инклузивен развој, зелен развој или социјален развој во нашата држава. Исто така неопходен е партнерски однос меѓу невладените организации и најповеќе јавниот сектор како кохерентно ткиво за развој на социјалното претприемништво, социјалните идеи, социјалните иновации. Иако во секој случај ја поздравам иницијативата и повикот и се надевам ќе имаме и многу други вакви проекти. Благодарам. Фала ти, Риста. Јас не издржав, прва си го уклучив микрофонот. Многу важна димензија даде на она што го кажа. Ти благодарам за сите аспекти што ги согледа, на вистина е така и се согласувам со се што кажа. Она што него нагласивме е дека на вистина сме во потрага и по идеи кои што доаѓаат и од другите градови и на вистина ги охрабруваме луѓе и од помали заедници, од сите ќошиња на нашата земја да аплицираат и да размислуваат за развој на некакви идеи во нивната. Значи, многу ни е важно да имаме локален економски развој. Тоа ние преку надпреварот за зелени идеи го согледуваме. Во однос на другите аспекти за социјално претприемништво, да, апсолутно се на маса и се дискутираат. Во моментов она што можам да го споделам со сите оние кои што се заинтересирани за таа димензија на социјалното претприемништво е дека со нас е споделена финалната верзија за стратегијата за развој на екосистемот. Значи имаме чекор, имаме навистина една нова иницијатива, имаме нови тим лидери во земјата кои што во наредните 2 години ќе го развиваат екосистемот и ние преку оваа програма исто ќе гледаме да се вмрежиме и на сите да им понудиме не само конкретни алатки, знаење за како да управуваат со своите социјални и зелени бизниси, туку и како да бидат вкоренети, ембедирани во целиот тој екосистем. И донатори, и институции, и сите можни политики апсолутно сакаме да ги align, да ги подредиме да бидат во согласност со она што ние го правиме, не само за да понудиме нешто повеќе, туку и да изградиме синергија, затоа што исто како што програмата е дизајнирана да се надградуваат работите, исто веруваме дека сите проекти и програми треба да се надградуваат и да се комплементарни едни со други. Ти благодарам, Риста, и академската заедница е нешто што ни е нас на вистина интересно. Можеби ќе те поканиме, доколку не си дел од програмата и не учествуваш со своја идеја, да ги запознаеш тимовите, можеби да им раскажеш повеќе за овие аспекти на микро и на макроекономија и да направиш една убава слика за оние млади кои што ќе бидат примени каде се наоѓа токму социјалното претприемништво, циркуларната економија во целата таа голема слика, затоа што е важен аспект. Благодарам. Just a short intervention. Thank you so much, Professor, for your intervention. I just wanted to add that almost in all Western Balkan countries, unfortunately, we're missing a framework for social enterprise and social businesses. I'm a group of experts in Brussels for social business and social enterprise. I represent Albania since 2012, and it's been raising this issue for a long time. Unfortunately, in Albania as well, we don't have approach of governments. Even the law that it is, it's not a realistic law, which it will be helped the new social enterprise to register. The civil society had been asked and still fighting to update this law according to our necessity that we have with a roundtable that we organize with social enterprise with other stakeholders. But we still, as you said, we still have to coordinate, collaborate. Sometimes with our community, with our NGOs, we can reach more than our governments. And this is not that we don't have yet a framework to stop us, even though we can push them and support them and create a nice environment and support for them in order to apply for those ideas and to profit somehow from those projects to realize their idea or to turn their idea into reality, to a social enterprise or social business. Thank you.
Thank you, Ardita. Great points. Thank you. Она што би сакала сега уште еднаш да ставиме простор, дали некој од вас има прашање? Јас имам едно во инбокс кај мене на Facebook, само да видам Албрија што ни пишува. Добро, ова веќе го поминавме, дали треба да сме физички присутни во тренинг сите во група или само онлайн? Не знаеме. Да видиме како ќе се одвиваат работите. Се надеваме барем на некаков хибридна начин на функционирање. Друго е кога ќе се видиме, друго е кога само онлайн се наоѓаме на Zoom, меѓутоа ние се спремаме само за онлайн верзија да бидат што е можно поинтерактивни, поинтересни работилниците и тренинзите. Тоа е Албриет одговорот на твоето прашање. Колку временски ангажман ќе треба во првата фаза? Ова го одговори Ивона, инаку за сите оние кои што не беа можност да ја следат целосно оваа инфосесија, затоа што сме лајв на Facebook, ќе може да се ја гледаат снимката таму. Какви се финансите на една група, добива проект. И ова го одговоривме, значи на оние што ќе победат на демо денот, добиваат 1850 евра. Уште не можеме да одговориме дали на лична сметка, дали на преку нас, преку Арно ќе набавува некакви добра или услуги за самиот победник, меѓутоа важно е дека овие фондови секако ќе бидат наменети за победниците да си ги искористат за развој на својата идеја. Дали имам уште нешто? Не, тоа е минало Албрија дека не може да се приклучи на оваа сесија. Ве поздравува сите. Уште еднаш благодарност до сите млади што одвоја време, што размислуваат и се тука со нас денес. Се надеваме дека ќе ве имаме како апликанти на овој повик. Здравје, се надеваме дека ќе успеете да развиете идеи не само и за оваа програма, туку и за зелените идеи кои што ќе ги има повторно во март и за сите други оние можности кои што ги нудиме, кои што наши колеги од исто граѓанскиот сектор ги нудат за да се развие екосистемот на социјалното претприемништво. Дали може би, Елена, имаме некои прашања кои што ни промакнаа во сето ова? Немаме. Поздрави, честитки летаат, фала на сите што не охрабрувате, навистина ни значи. Убава поинта имаше Ардита кога кажа дека некогаш и обратно превртена пирамида, некогаш може би од убави примери ќе ги инспирираме сите оние носители на одлуки и ќе донесеме навистина еден моментум дека ни треба повеќе инвестиција во оваа тема и ни треба да им се даде шанса на младите и да се останат во земјата и да бидат и да прават нешто корисно за своите заедници, меѓутоа да добијат и поддршка во сето тоа. Така да се надеваме дека ќе имаме навистина нови инспиративни примери од земјата кои што понатаму ќе ги споделиме на регионално ниво. Супер. Јас би се заблагодарила на сите вас кои што имавте трпение и седевте до крај да не слушате. Малку прашање, очигледно сме направиле многу добра презентација, да се пофалиме. Ви благодарам. Не, им благодарам најискрено на Ардита која што успеа да се вклучи нормално, на Елена и на Њеза. Елена која што тука технички не поддржа, Њеза која што и текако еден час упорно преведува, за да доближи Ардита токму до нашата сесија, колку што може поблиску која што прави македонски. Секако на мојата колешка Ирина и на себе си ќе се заблагодарам за оваа презентација. Меѓутоа пред се на сите вас кои што имате интерес, она што уште еднаш ќе го повториме, користете ги веб страните, користете ги социјалните медиуми, секаде значи информацијата е пласирана на секаде, гледајте ги документите, пратете го документот за често поставувани прашања и секако имате уште 10 дена за аплицирање. Аплицирајте, потоа може да видите ние и како може понатака да се договориме да направиме интервју во однос дали одговарате за повикот и дали понатака може да учествувате на сите програми. Аплицирајте доколку имате прашањите како може да го поставите и на arno.mkd на Gmail. Сите информации ви се достапни и имате пристап и до нас во секое време за да ви ги одговариме прашањата кои што може би ги имате пред самото аплицирање.
Ај, пред да не одјави Ивона, ја гледам дека зима воздух и во прав момент влегувам. Да, аплицирајте затоа што ќе ви имаме во датабаза и на тој начин ќе знаеме да ви понудиме други можности. Значи не го гледајте ова само како главната цел да влезете и да победите, туку како процес во кој што вие стварувате нови контакти со работки. И сега на крај, пред да се одјавиме, дали доколку има некој кој што има потреба да не праша нешто на англиски, кој што мисли дека не разбрал, сака појаснување, clarification, if there is somebody that needs some additional information or is not sure about some aspects, please do not hesitate to use this space now. Of course, you can contact us additionally as well, but let's use this live event and Zoom chat to also try to address things that haven't been clear. Now, Tiffany. For my part, from the consortium part, I wanted to thank you all. It was sincerely, one of the most amazing info sessions that I had in all my career. I hope you all understand what we explained. I hope I see a lot of you on application side, and of course, most of you on the ideation and incubation phase. We will be with you to support you for any kind of question, doubts, and clarification that you might have. You will have my contact as well. Ivona and Arina is always there with you, with any channels, contact in the office, anytime. So please don't let last minute to do the application. And we are very happy to have you, Arno and North Macedonia, and I hope to see you in the regional events as well, most of you. Thank you so much for your participation. Одлично кажано. Ви благодариме на сите. Како и што кажавме, следете на профилите на Арно, вебсајтот на Арно, вебсајтот на Зелените идеи. Доколку имате прашања, поставувајте ги. Тука сме за вас. Благодарност уште една голема на сите. Имајте пријатен остаток на денот и убав викенд. Пријатно. Чао. Bye. Thank you. Bye bye.